Така дошло време принцезата да се мажи. А та од убава поубава. Царот пресреќен, ама и загрижен. Оти требало да се одбере младоженец каков што доликува. И царот се сетил, испратил еден брзонок гласник. Народе! Се бара принцот од соништата, кому принцезата ќе му ја подари својата љубов, а царот половината царство. Принцот треба да биде убав, умен и храбар. Запомнете! Убав, умен и храбар. Убав, да и се допадне на принцезата. Умен, да знае да одговори на трите најтешки прашања. И храбар, ако се пријави, а не погоди, ќе му летне главата. Напразно сте дошли од други царства. Јас ќе го освојам срцето на принцезата. Покрај мене немаш никакви шанси. И двајцата сте скарани со скромноста. Каде ви се очите да погледнете? Јас сум најсериозниот кандидат. А кој е оној црн парталко? Принцот на ромите. Каква дрскост. И тој се осмелил да се пријави за младоженец. Ќе падне уште на првото прашање. Да. Па нас не учеле најголемите царски учители и професори. А него кој? Само не е грд. Ама принцесата? Ту! Ќе го плукне.
Млади господа, ме уверивте сите дека имате храбри срца. Но едно ќе ви кажам. Тој што нема да ми одговори точно на прашањата, тој ќе го сети сечилото на секирата од мојот джелат. Ај представете се. Ваше височество, доаѓам од царството на липите. Принцот Бомбинер од старата царска лоза. Галис, најмладиот син на царот Кормо од пријателското крајбрежно царство. Јас сум син единец на царот Тарон од царството Огломеј. Чести цару, јас сум Рапуш, принц на ромите. Убаво. Убаво што се представивте. А сега првото прашање. Кој ќе ми каже што е ова? Што може да скрши најголема карпа, да здроби најјако железо и да истопи најдебел мраз? Глупости. Бадијала ги носите главите на раменици. Празни ви се црпките. Ти бедете? Ајде и ти кажи нешто и тебе да те чујам. Ја ти ќе кажеш нешто умно, ама ајде. Колку да те чујам, кажи. Ваше височество, нема ништо посилно и поголемо од љубовта. Само љубовта може да ги здроби карпите, да го скрши железото и да го стопи мразот. Браво сме, дете! Браво сме! Да знаеш, твојот одговор ме задоволи. Сега ќе ти го поставам и второто прашање. Внимавај. Кажи ми ти мене, ако знаеш,
што е најблиску до нас целиот наш живот? Најблиску до нас е мајчиното срце. Мајчиното срце, што и да направиме, се ни простува. Мајчиното срце секогаш е со нас и тоа ни дава леснотија и сила. Браво, бе, дете, браво, сабе, ти ептен ми го правиш тиеот. Гледам дека си блиско до раката на мојата керка, на принцезата. Сега внимавај, че ти го поставам третото прашање. Внимавај, мисли како ќе одговориш. Еве вака. Да речеме, кога мојата керка, принцезата, ќе ти биде жена, и кога ти би можел, во што би се престорил? Би се престорил во куче. Кучето е најверен слуга на човекот. И тоа е секогаш со него и во доброто, и во злото. Браос, бе, дете, браос! Браос на умот што го имаш. Готово? Свадбата треба да се објави. А вам, како награда, како подарок, ви ги подарувам животите. Живејте! Нака влезе принцезата. Ајде, Керко. Принцот на ромите ќе ми биде зет. Затоа сум многу кејфлија. Затоа ви го подарувам животот. Еве, Керко, ова ромче ќе ти биде момче. Така се случило тоа. А потоа приказната се сторила славе и пиле и си свиткала гнездо во соништата. А сега, миличко, спи. Спи и ти. Може би ноќва ќе долета и на твојата перница.